Но вели народот, спомнавме и ние дека дождот значи понекогаш и бериќет. Имајќи пред дека станува збор за големо финале, 17-то од фудбалскиот куп на Македонија, очекуваме погодоци, атрактивна, отворена игра од двете страни. Тешко е во еден надпревар, каков што е финалето од купот, така изјавија и актерите од двете екипи, од екипата на Работнички и Македонија, Ѓорче Петров, да се прогнозира победникот, дека може би еден потек ќе го реши дуелот, но затоа потоа сега официјално и химната на Република Македонија во изведба на армискиот оркестар. Околу 3000 љубители на фудбалот на градскиот стадион во Скопје, на стадионот Филип II, во очекување, реков, на едно убаво финале, иако дождот помалку ги ремети плановите таму од запад, од југозапад се расчистува полека, но сега сите се повлекува во горниот дел на јужната трибина. Реков, малиот ветер прави проблеми, навева и на овој дел од трибината, но реков, очекуваме. Практично сме биле и сведоци на многу вакви надпревари. Се подсетивме на оној дуел меѓу екипите на Цементарница 55 и Слога Југомагната, кога во еден пороен дожд беше одложуван почетокот за речиси 45 минути за да престане дождот. Се претвори во езеро градскиот стадион, но потоа се беше доведено во перфектен ред за да видиме едно исклучително незаборавно финале. А еве го сега и токму тој пороен дожд се отвори небото над градскиот стадион во Скопје. Секако тоа може би најмалку го посакува актерите, но силен дожд што верувам ќе им создаде проблеми пред се поради лизгавоста на теренот, иако пак од друга страна се жале актерите дека почетокот закажан за 16 часот и 30 минути поради топлото време, екстремните температури во овој дел на годината може да представува и дополнителен проблем, но сега, барем што се однесува до температурата, таа ќе биде идеална за игра. Во секој случај ги забележуваме актерите на двете екипи во својата традиционално жолта-црна комбинација. Фудбалерите на Македонија, Ѓорче Петров, веќе ги прогласивме за актуелни шампиони во новата сезона на нашава земја, од противната страна до неодамна шампионот, но и се уште актуелен освојувач на фудбалскиот куп на Македонија. Екипата на Работнички помина овој составни за еден тежок период, се консолидира, се врати со пласманот во финалето на купот и го обезбеди излезот во Европа, па може би токму затоа растоварени од тој резултатски притисок фудбалерите на двете екипи ќе прикажат одличен фудбал. Димитар Мечкаровски е на центарот на игралиштето, главниот судија на овој надпревар ќе му помагаат Кирил Негриевски од Струга и Горан Кипријановски од Куманово, четврти судија Владимир Кипријановски, делегати Лазар Нанев и контролор Пане Иванов. Македонија, Ѓорче Петров условно домаќин, иако Работнички ги игра своите надпревари на Филип II во Скопје. Може би тоа ќе значи и мала предност за романтичарите, но од друга страна пак имајќи предвид дека токму на овој стадион пред точно 14 денови на 10 мај датум забележен со златни букви веќе во историјата на Македонија, Ѓорче Петров, Македонија против Работнички со победа со 1:0 ја обезбеди титулата. Го видовме составот на Македонија, Ѓорче Петров, немаше проблеми. Младиот стратег и многу успешен се покажува тоа низ овие сезони во Македонија. Илчо Ѓорѓиевски, Павлович на голот, Тамбурет, Мојсов, Милевски, Лиевски во одбраната, Оса, Попол, Брњарчевски и Лена во средниот ред, Де Брито и Ивановски задолжени за нападот за постигнување погодоци. Што вели составот на Работнички? Јорде Ѓорѓиевски, ако беше најавено дека е под суспензија, сепак е на голот на екипата на Работнички, Крстевски, Бојовиќ, Перенди и Димовски во одбраната, Ѓорѓи Мојсов, Карлос Божиновски и Османи во средниот ред, Савич и Ван Дајра се задолжени за нападот за постигнување погодоци. Искрено се надеваа фудбалерите на Работнички дека ќе проработи Савич токму на овој надпревар, ќе ја врати својата голгетерска форма. Но меѓувреме почеток на 17-то финале од фудбалскиот куп на Македонија, во кој реков очекуваме да има многу возбудувања, многу неизвестност. Покрива таму Карлос да Силва, Ван Дајр, одличен потек, повторно Ван Дајр,
Божиновски имали позиција за удар, убава двојна комбинација, Ван Дајер и натаму Милевски спасува последен момент, продолжува акцијата и нема гол. Што пропушта Божиновски, ќе забележиме 9-та минута. Слободен удар за фудбалерите на Работнички. Се врати назад, Ван Дајер да уфрли топката во игра. Обити за директно да се загрози противничкиот гол, но само во конструкцијата на голот во надворешна, реков, забележа дека е лизгаво, дека видливоста е мала и од тука се реши од голема далечина директно да бие кон противничкиот гол, но сега се отвора акција и шанса на спротивната страна. Имали можност повратна, Оса бие, нема гол! Требаше сето тоа да биде во левиот горе на гол на голманот Јорде Ѓоргиевски, но за малку непредствен фудбалерот на Македонија. Сега тоа како да ги осоколи фудбалерите на Македонија, па многу поактивни. Еве нова ситуација и 1:0. 1:0, одличен центар шут, не можам да забележам дали ова Клечкаровски. Македонија по прекрасната ситуација во која се најде Оса во 65-та минута поведува со 1:0 за голема радост. Чека и ја дочека својата шанса фудбалерите на Македонија. Ѓорче Петров, така ако добро забележувам, Клечкаровски, како што беше и мојот прв впечаток. Прекрасен удар со глава, немоќен Јорде Ѓоргиевски. Големо славие. Македонија поведува со 1:0, две брзи акции, едно по друго. Тренува сега напред Лена. Премногу ја врати оваа топка назад. Савич. За нијанса поразредена одбраната на фудбалерите на Македонија. Можност за центар шут и да видиме прекрасен гол, неочекувано за изравнување на 1:1 Пандев. 89-та минута. Пандев во обид да центрира. Сето ова атрактивно завршува во мрежата на Павловиќ. На крајот еден прекрасен лоп удар од овој обид на Пандев за изравнување на 1:1 и секако за најава на нови возбудувања во продолжението на ова финале. Според пропозициите ќе минеме во продолжение од два пати по 15 минути и ќе остане дилемата дали премногу се повлекоа непотребно фудбалерите на Македонија, откако одлично ги одигра 20 минути до постигнувањето на водечкиот гол во второто полувреме. А Јорде Ѓоргиевски прв застанува на линијата. Дали ова Брњарчевски крај топката. Така е, со број 9, сепак иако верувајте, никако не успевам горе од трибината да ги забележам бројките на фудбалерите, главно по нивната физичка конституција, сепак Брњарчевски прв ќе отвори серијата. Проверка од Мечкаровски, дали е топката поставена точно на оној круг кој означува 11 метри. Тргнува Брњарчевски, бие на вистинската страна Ѓоргиевски, но сепак Македонија поведува со 1:0. Или вкупни 2:1. Одлично, прецизно упатена топка од Брњарчевски во левиот долен агол. Тргна Јорде Ѓоргиевски на вистинската страна, го прочита ударот, но немоќе да стори нешто повеќе. Сега Ван Дајер за екипата на Работнички.
На голот Павлович. Мечкаровски дава знак, тргнува Ван Дајер, бие Павлович, одлично поставен и неверојатно. Ја имаше оваа топка голманот на Македонија. Едноставно се одби од неговите раце и завршува мрежата. Лошо е за еден голман кога практично вака ќе прими гол на почетокот на серијата. Удари од 11 метри. Секако влијае тоа на само довербата, но искусен е сепак Павлович. Сега за Македонија Де Брито. Најдобриот стрелец во првенството на лигашот од Ѓорче Петров. Де Брито бие над голот. Останува резултатот 2:2 или 1:1 во оваа финална серија. Очигледно не е во најдобра форма во финишот на сезоната. Де Брито силно упати удар, но и непрецизно кон противничкиот гол. Карлос, бразилскиот интернационалец во редовите на работнички, влезе на местото на Да Силва. Ќе заокружи втората серија. Погодили работнички, ќе има предност. Тргнува Карлос. Бие по средината на голот, работнички поведува со 2:1. За сега Ван Дајер и Карлос сигурни, Брњарчевски погоди, но не и Де Брито. Супатоли сега Клечкаровски, стрелецот на првиот гол на овој надпревар, одигра секако. Тој донесе во 65 минута водство на екипата на Македонија, така е со број 10 Клечкаровски. Зема долг залет на работ од линијата од 16 метри. Клечкаровски со задршка успева да погоди. Израмнува на 2:2. Јовица Трајчев сега за работнички на искушенија Павлович да ја врати повторно својата екипа во игра, откако Де Брито биеше над голот. Ќе заокружи Трајчев серијата. Калца и Чоко. Зоран Бошковски и Љупчо Марковски ги видовте. Дел од стручниот тим на екипата на работнички. Трајчев влезе на местото на Мојсов, го гледа Милче Ѓоргиевски. Проверува Мечкаровски дали е коректно наместена топката. Јовица Трајчев. На вистинската страна Павлович, но погодува Трајчев за водство на работнички со 3:2 во пенал рулетот или вкупни 4:3. Сега Милан Илиевски за екипата на Македонија. Одигра одличен надпревар по нанешниот член на работнички. Најзаслужени за водството на прекрасен центаршут по кој Клечкаровски ја доведе Македонија во водство, но тоа беше анулирано во финишот на средбата. Ќе успеели сега Илиевски да ја продолжи неизвестноста, иако работнички натаму е во предност. Милан Илиевски бие, погодува во бековски стил. Израмнува на 3:3, но кој фудбалер на работнички ќе заокружи серијата. Силен удар, неодбранлив. И натаму продолжува неизвестноста. Тук гледаме Илиевски, но треба да се надомести промашувањето на Де Брито. Илиевски е десен бек во составот на Македонија. Димовски е неговиот пандан во работнички.
Двајца дефанзивци сега. Димовски против Павлович. Тргнува Димовски, тој ќе бие силно и прецизно. Работнички натаму ја одржува предноста. 4:3 или вкупни 5:4. Најискусниот Боби Милевски знае дека не смее да сгреши. Загуваме во петата, дали последна серија на удари од 11 метри. Искушение за фудбалерите на теренот. Исчекување на публиката присутна, меѓу публиката присутна на градскиот стадион во Скопје и повторно долг залет. Боби Милевски и тој под застана, но погодува. Резултатот изравнет на 4-4 во пенал серијата. Но последниот збор ќе го имаат фудбалерите на Работнички. Уште еднаш подсетување на овој удар на Милевски. Сигурен, најискусниот како да сакаше да покаже како. Сега Јорде Ѓоргиевски го советуваше Перендија како да го упати овој удар. Главно на фудбалерите од одбраната им се доверува задачата да ги изведат овие решавачки удари. Перендија, нема гол! Нема гол само во пречката. За да продолжи неизвестноста за ново финале за паметење. 4:4 по еден нереализиран удар од 11 метри. Де Брито биеше над голот. Перендија ја погодува пречката. Ќе продолжи неизвестноста, но сега никој веќе нема право на грешка. Чекавме 3 серии за фудбалерите на Македонија да го вратат загубеното по промашувањето на Де Брито. Лена ја отвора шестата серија. Реков веќе сега се игра серија за серија. Никој нема право на грешка. Тргнува Лена по средината на голот, погодува. Сега предност за фудбалерите на Македонија. Но само додека фудбалерот на Работнички не го изведе ударот од 11 метри. Силни удари по средината, како никој да не сака да сгреши. Иако може би е тоа пак и за голманите интересна ситуација доколку останат на голот. Душан Савич не е во на голгетерска форма, но ова е удар од 11 метри. Савич бие погодува. 5-5 или вкупни 6:6. Задоволна публиката сега, аплаузи, сите во исчекување. Ќе има ли крај ова финале 17-тото фудбалскиот куп на Македонија? Повторно на потека фудбалерите на Македонија. Мора топката да биде коректно поставена. Нов удари, какво промашување. Неверојатно што му се случува на Јовановски. Над голот, непрецизен удар. Се обиде да пласира онаму каде што е најтешко, во горниот агол на противничкиот гол. И греши Јовановски. Разбирливо, разочарувањето големо. И сега се во рацете на Пандев. Постигна гол со кој го врати Работнички во игра. Влеговме во продолжение, остана резултатот 1:1. Сашко Пандев дали во стилот на својот брат, на нашиот интернационалец
од Лацио на капитенот на македонската фудбалска репрезентација заработува Јовановски и жолт картон, оправдано затоа што го соблече дресот во големото разочарување. Ќе мора Пандев да намести топката на 1 мај, наполни 22 години. Сашко Пандев тргнува и погодува Пандев, работнички одбранува титулата, трофеот во купот на Македонија. 6-5 по изведувањето на ударите од 11 метри со вкупни 7-6. Работнички успева да ја спаси, да ја круниса сепак оваа тешка сезона со освоен трофеј во купот, со одбрана на трофеот во, условно ќе го наречам, најмасовното клубско фудбалско надпреварување во нашава земја, но тоа е фудбалот. Македонија уште во втората серија по промашувањето на Дебрито беше во за момент. Колега Видевски, до мене се шефовите на стручните штабови на двата тима. Ти благодарам. Георгиевски, не успеавте да ја освоите двојната круна оваа сезона, иако Лавовски се боревте. Добро, во секој случај пеналите се рулет во кој што победникот не може никогаш да се знае однапред. Во текот на средбата мислам дека бевме оштетени за пенал, можеби и два. Ни се случија повреди уште во 25-та минута што ни ја наруши нашата концепција во играта и сето тоа до некаде допринесе да се случи ова. Исто така голот на Работнички беше случаен, но во секој случај Работнички победи и јас им ја честитам победата. Имавте иницијативата во текот на поголемиот дел од надпреварот. Дали можеби, па да кажеме така, дека самите не ги искористите шансите и сте виновни за овој пораз? Ето, уште еднаш ќе ви кажам, имавме двајца повредени играчи, уште во првите 25 минути и сето тоа ни ја наруши нашата игра, нашите планови кои што ги имавме пред средбата. Сето тоа влијаеше, можеби Работнички денеска беше посреќен тим и уште еднаш им честитам за освоениот куп. Благодарам, честитки за одличната игра, честитки за освојувањето на титулата и многу среќа во наредната сезона. Благодарам и на вас. Тренерот, шефот на стручниот штаб на победникот во 17-тото издание на купот на Република Македонија, Здравков, кратко време на клупата на веднаш со трофеј. Најпрво би сакал да им се заблагодарам на моите фудбалери кои ми пружија вакво задоволство. Прв пат сум во финалето, прв пат го освојуваме финалето и навистина чувството е прекрасно. Можам да кажам дека за самата игра дека беше егал, можеби бевме, како што кажа мојот колега, бевме повеќе срекни, меѓутоа тоа е фудбалот. Кога не ги искористиш шансите, имавме и ние, имаа и тие. Сепак мислам дека на крајот одлучи среќата. Дали можеби решавачки беше изначувачкиот гол кој што сепак дојде ненамерно, случајно, меѓутоа сепак оправдано поради тоа што бевте борбени, се боревте во текот на целиот надпревар? Секако дека одлучувачки беше случајниот гол, така да го речем, кој го даде Пандев. Меѓутоа тоа пак ќе повторам, тоа е фудбалот. Понекогаш не победува секојаш подобриот, понекогаш потребна и среќа. Благодарам, честитки за овој трофеј, ќе оставиме да се радувате со вашите фудбалери. Многу успех и многу среќа и во наредната сезона.